Денешното издание на Приказна го посветуваме на една многу чувствителна тема. Ќе говориме за разводот. Како разводот се одразува врз семејството, партнерите и најважно врз децата. Останете со нас. Разводот представува земјотрес за семејството. Како го погодува семејството, како ги отежнува релациите помеѓу партнерите, дознајте од она што ви истраживме во денешново издание на Приказна. Секој развод е семеен земјотрес кој го погодува семејството. Разводот предизвикува бура од различни емоции, а за жал не се исклучени ни несоодветни реакции. Во секоја брачна врска има тешкоти и конфликти. При решавање на тие конфликти, партнерите или се зближуваат и ја зајакнуваат брачната релација, или пак кога конфликтите се секојдневни и го прават бракот дисфункционален, најчесто одлучуваат да се разведат. Разводот е страшна голема промена за детето. Значи, после заедничкото живење, без разлика нели каков е квалитетот на тоа заедничко живење, одеднаш едниот родител исчезнува. Го нема во неговиот живот и е многу силна промена во животот на детето, затоа што треба да погледнеме, например, во психолошките науки, например, во тоа како се теориите за развој на интелигенцијата на детето, за неговата социализација, развојот на неговата личност. Заради тоа што малите деца имаат нешто што се вика еготизам, односно себе си се чувствуваат како центар на светот. Тоа е нормално кај тие деца, нели, кога кај возрастните веќе преоѓа во егоизам или во нарцизам, али кај нив е тоа природен процес кога они се чувствуваат како центар на светот и дека сето што се случува околу нив, дека тие се причината. Познато е дека зголемувањето на стапката на разводи е глобален тренд и дека помалку или повеќе ги засега речиси сите општества. Сепак, поважно од бројките и статистиката, се причините поради кои доаѓа до развод и ефектите кои тој ги има врз самите деца. Меѓу најчесто наведуваните ризик фактори за развод се раното стапување во брак, понискиот степен на образование, ниските месечни примања, бременост или раѓање на дете пред да се стапи во брак, семејна историја на разводи, како и некои црти на личност, например несигурност. Од друга страна, како најчести причини за развод се споменуваат недостаток на посветеност, премногу расправи, недостиг на комуникација, неверство, нереални очекувања, финансиски проблеми, семено насилство, партнерско насилство, злоупотреба на алкохол и наркотици, недостаток на еднаквост, неподготвеност за брак, недостиг на вештини за решавање конфликти и слично. Бракот како институција обстојува низ вековите, но денес почнува да се редефинира, реструктурира и на тој начин да добива ново значење. Ова е посебно карактеристично за индивидуалистичките култури каде во центарот е поединецот и неговата субјективна добросостојба. Ако порано браковите почесто се склучувале како резултат на рационална проценка на повозрасните членови на семејствата на младенците, тоест бракови по договор, па љубовта доаѓала подоцна, денес за современите општества е карактеристично тоа што кога се работи за причините за стапување во брак, како прва и најважна се наведува љубовта кон партнерот, партнерката. Поточно, денес љубовта најчесто е основен предуслов за стапување во брак, а не негова последица. Па сепак, колку и ова да звучи бајковито, токму љубовта, тоест нејзиното губење или престанок, може да биде една од главните причини за развод. Во брак во кој се родени деца, кога ќе се донесе одлука за развод, не треба да се заборави дека сопружниците не се само партнери, туку се и родители. Без оглед на причината која довела до одлуката за развод, треба да се знае дека родителите не треба и не смее да се разведат, се разведуваат само партнерите, односно се става крај само на бракот, а не и на родителството. Во пракса, кога судијата го разведува бракот, истовремено одлучува и за две работи. Каде ќе биде доделено детето, кај кој родител и другиот родител колка издршка ќе плаќа за тоа дете. Секогаш Центарот за социјални работи е тој кој што е многу важен во оваа работа при одлучувањето, затоа што судијата го почитува мислењето на Центарот за социјални работи. Таму работат многу стручни лица кои што поаѓајќи од интересот на детето одлучуваат за тоа каде ќе биде детето доделено. Тие разговараат со родителите, разговараат и со други лица, одат на увид на лице место, одат во домот каде што живеат родителите. И многу е важно што со оглед на возраста на детето, ако тоа е способно да изрази својата волја, да каже што сака, каде да припадне, првенствено се
внимава на неговата изјава. Децата знаат дека разводот е тешка тема. Тежок е и за родителите кои остануваат без зборови пред паметните и сериозни прашања во врска со комплексни, болни, љубовни и животни проблеми, но тешко е и за децата бидејќи разводот е неразбирлив, збунувачки, полн со нелогичности и противречности. Иако е тежок, разводот е честопати неизбежен, а во денешно време тој се повеќе е прифатен во општеството. Така и со разводот. Кога ќе се случи развод, детето доживува дека можеби тоа е причина зашто едниот родител си отишол, зашто родителите постојано се караат, зашто сето тоа што е страшно се случува околу него. Можеби е негова вина, можеби она или он не е доволно добар да заслужи да живее со двајца родители што го сакаат, што го поддржуваат. Децата често имаат идеја дека можат да го спасат бракот на своите родители, затоа многу важно е возрастните да бидат сигурни дека на децата им е јасно дека ништо не можат да сторат, бидејќи тоа едноставно не е нивна работа. Децата не се прашуваат околу прашањето за развод и не смее да им се наметне улогата на застапник или судија меѓу двајца родители. Овој товар е претежок за детските раменици. Децата не се виновни за дисфункционалната брачна врска. Разводот значи престанок на бракот, но не и на родителството. Одговорноста да се биде родител останува и после престанувањето на бракот. Меѓусебните конфликти не се решаваат со оставање на детето во позиција да избира меѓу родителите, односно со обидување да се сврти детето само кон едниот родител и свесно да го отуѓиме од другиот родител. Во таквите случаи, детето е принудено на некој начин да се откаже од родителот, за кој има потреба да го сака, ќе почувствува тешкотија, тага и празнина поради губењето на тој родител. Секој дете, во зависност од возраста, својот емотивен капацитет, ќе тагува и ќе се обиде да изнајде начини како да се бори со овие родителски очекувања. На крајот цената која што мора да ја плати поради родителските постапки е голема и доколку отуѓувањето не биде навремено препознаено и навремено стручно третирано, на крајот таа штета ќе биде ненадомеслива како за детето, така и за другиот родител. Одлуката за развод, како и начинот на организирање на животот по разводот, се прашања за кои можат да разговараат само возрастните. Иако децата сакаат да го утешат родителот кој е тажен, тоа не е нивна работа. Се разбира, ова не значи дека треба да се спречи детето да каже како се чувствува. Детето има право многу да ги сака и двајцата родители, а ова не смее да го оспори никој. Понекогаш за децата е тешко да се охрабрат да кажат дека се подеднакво приврзани за родителот со кого веќе не живеат, поради лојалност кон родителот со кого останале. Значи детето почнува да чувствува вина, почнува да чувствува срам од само себе си, не од своите родители. Значи така почнува се дека се развива едно чувство на недоволно добар, недоволно ценет, недоволно вреден, за да ги се задржи семејството, за да останат заедно да живеат. Дели сега не зборувам и за екстремни разводи каде што има големо насилство, каде што има алкохолизам, наркоманија, нели каде што има огромни причини, нели, за раскинување на бракот кои страшно и до тогаш влијале на тоа дете, ама и тогаш разводот за детето е траума, односно одењето на едниот родител, растурање на семејното јадро и последиците можеме да предпоставуваме. Најважно е да се разбере дека децата не се причина за развод или неразведување. Што се случува со семејството кога партнерите ќе одлучат да се разведат? Прво, одлуката за развод никогаш не е лесна и мал број парови тоа го прават брзо и промптно, како што ние викаме. Обично позади тоа стои некаде 2 до 5 години нефункционален брак, незадоволство во бракот. И покрај сето тоа, самата одлука на донесување е сепак важен чин и понекогаш тоа го донесува само едниот партнер, при што другиот не е подготвен за таа одлука и понекогаш успеваат и двајцата да се договорат и да заеднички донесат одлука.
Она што мислам дека е многу важно да се знае дека кога ќе се донесе одлука за развод, тоа е прилично еден болен момент, еден тежок момент заради тоа што тоа практично значи смрт за бракот. Што значи дека партнерите со одлуката веднаш се соочуваат со серија на загуби. Загуби кои што се случуваат на различно ниво и во различно поле и за разлика од сите други загуби, каде што имаме и ритуали, знаете, она одење на гробишта, па не знам кога е загуба на член на семејство и не знам помени кои што ги даваме, кај бракот тоа, кај разводот тоа не постои. И тоа го прави уште посложен тој процес затоа што вие не можете ритуално да го оджалувате процесот на загуба на бракот. И од тука партнерите влегуваат, иако е таа одлука многу важна, влегуваат во еден цел процес кој што од судскиот развод, кој што иако понекогаш знае да биде многу травматичен, се чини дури и многу полесен од сите други, почнуваат разводите на емоционално ниво, на психолошко ниво, разводите на социјално ниво. Тоа значи кога ќе се разведат партнерите, они не се разведуваат само тие, туку се разведуваат и со целата социјална мрежа, родбинска мрежа, пријатели, кумови, не знам, золви и како се нарекуваат сите тие. И истовремено почнува загубата и материјална, заради тоа економската загуба, финансиска, заради тоа што одедно можеби релативно стабилно функционирање, тие треба да влезат во една неизвестна ситуација како понатаму и како ќе продолжат понатаму да функционираат и секако се јавуваат и низа други како што е на пример религиозниот или како велат духовниот развод. Се тоа етапи и фази низ кои што во следните 2 до 5 години партнерите ќе се најдат за да можат да го завршат тој целиот процес на развод. И од сите тие најсложен и најтежок е емоционалниот развод. Како децата на одредени возрасти ја манифестираат емоционалноста, прифаќањето на нивната одлука партнерите, односно нивните родители да не се повеќе заедно? Како реагираат, како го покажуваат? На различна возраст различно го манифестираат. И кога зборуваме за најмладата возраст на деца, некаде деца до предучилишната возраст, во таа возраст можеме да очекуваме дека децата ќе реагираат повеќе со своето однесување. Не им е се уште вокабуларот така изграден, иако знаат да реагираат и со зборови, меѓутоа најчесто тоа или ќе се повлечат или пак ќе покажат малку по-активно и агресивно однесување, љутината ќе ја манифестираат, или пак некои од физиолошките потреби кои што ги регулирале веќе може повторно да почнат да се јавуваат, па на пример да се појави ночно мокрење или некоја ситуација, како и појавата на тие тикови, може да се појават на пример тикови кои што ќе значат да детето почне да трепка или да малку има проблем со изговарањето, да почне да дътка. Значи тоа може да се појави во периодот и тоа е све одраз на таа емоционална внатрешна состојба на децата. Кога е дете на возраст училишно до периодот на адолесценцијата, тогаш многу често гледаме ситуации на стравови, гледаме ситуации на поврзани со училиштето и со образовниот процес, на пример одбивање да оди на училиште, дружењето со другарчињата или училишниот успех почнува да закажува, се пројавуваат како да е незаинтересирано. За разлика од тоа, пак децата кои се во адолесценција веќе влегуваат во една друга фаза во која што тие може да ги манифестираат сите овие претходни како и во училиштето, на пример, да исто така бегаат од часови, да не се редовни на училиште, да не ги завршуваат своите обврски, да не покажуваат успех како и претходно своите врсници да покажуваат, меѓутоа тука ја имаме сега и опасноста да ако не можат да се справат со сите тие емоционални болни ситуации за нив, многу често може да се случи и да влета и нешто што често го гледаме, а тоа се психоактивните супстанции. Значи веќе во адолесценцијата на децата им се достапни, на прво место тоа е алкохолот, кој што овака ни е од домаќинет, нели, и го имаме како милениче, меѓутоа децата знаат да влегуваат во ексцесивно консумирање на алкохол или да користат некои од другите нелегални психоактивни супстанции, како што е канабисот или некои од другите, како што се опиоидните дроги, се со цел да си ја намалат внатрешниот немир и внатрешната болка и сето тоа е исто така голем одраз на неизвестноста во која што живеат децата и затоа родителите имаат
обврска, да им помогнат, да ги јасно дефинираат работите, за да децата побрзо и полесно се адаптираат на новата ситуација. Децата се секогаш најчувствителниот дел во семејството и секако дека она што ќе се случува на ниво на нивните родители како партнери и разводот на бракот ги допира и нив. Па сепак ние знаеме дека колку се поподготвени родителите и колку се посогласни околу тоа како ќе им пристапат на децата во соопштувањето на одлуката за развод, во тоа како ќе се успеат да се договорат како понатаму ќе се грижат за децата, децата успеваат да тоа полесно го пребродат и не е точно дека децата најдолго патат и дека децата се најдолго чувствителни, тоа се често пати и проекции на родителите, знаете за она што како они ги чувствуваат своите деца. Значи родителите се доживотни родители на своите деца и родителската грижа е доживотна грижа. Од тука, ако родителите сакаат да им помогнат на своите деца, еден од начините е да прво сите соопштувања ги направат заеднички. Како ние викаме во множинска заменка ние одлучивме, ние се договоривме. Без оглед што стои позади таа одлука. Ние мислиме дека овака и овака. И на тој начин им помагаат на децата да децата разберат дека иако нема да живеат заедно двата родитела, нивната грижа продолжува заедничка за нив и тие околу се што е важно за децата ќе се договараат. Има ситуации кога и децата злоупотребуваат состојбата на разведеност на своите родители, па често пати не по нивна вина, знаат да искористуваат ситуацијата, барајќи да добијат нешто од едниот родител, нешто од другиот родител. Како да се постапи во такви ситуации? Знаете, прво, јас морам да кажам дека тоа не е приказна само за деца кога се сретнуваат со разводот на бракот на своите родители. Тоа е приказна на сите деца. Децата постојано не тестираат нас како родители и постојано ги тестираат границите, нашиот сојуз родителски, правилата. Тоа е задача на децата, знаете. Така они се тестираат и нас не тестираат. Точно е дека во периодот на разводот или постразводно, децата ќе се доведат во ситуација да, како што вие викате, ги злоупотребуваат, а јас би рекла повторно да ги тестираат родителите, да ги проверуваат капацитетите на родителите да се договорат. И ако они видат дека родителите не се договараат, тогаш тоа што вие го велите злоупотреба е често пати предизвик, како да им праќаат порака на родителите. Аман за аман, договорете се. Ако вие не се договорите, јас не знам што да правам и јас тогаш ќе барам мој начин на решавање на таа. А тоа нас ни наликува на злоупотреба. Па едниот родител, па другиот родител. Со други зборови, ако не сакаме да децата се однесуваат на тој начин, тогаш или секогаш кога ќе видиме дека се однесуваат на тој начин, треба да проработи алармот во нашата глава и да кажеме чекај што се случува, што ние правиме сега и што можеме да направиме поразлично за да му овозможиме на детето да ги почитува правилата, да знае дека не може да добие и тоа е нешто што бара да родителите продолжат да соработуваат после разводот, да бидат во перманентна на иста линија, просто да се каже заедничка соработка, кога ги примопредаваат на децата, да соопштат, да кажат што се случувало, да ако има нешто важно, едниот родител може да го каже на другиот родител, што повторно, знаете, вака понекогаш јас слушам кога ми кажуваат дека е тоа само фантазија, затоа што навистина не е тешко не е лесно да се разграничат тие улоги, дека јас кога разговарам со партнер со кој што сум разведена, јас само како родител разговарам, а не и како негов бивши партнер. И не е лесно, ама не е невозможно. За крај би сакала да ја вметнеме пандемијата, колку таа ги отежна или ги олесни релациите на родителите и дали ние како општество се уште имаме стигми во поглед на разводот како момент и тоа го прикажуваме на некој начин не поддржувајќи ги семејствата кои што поминуваат низ развод. Јас ќе тргнам прво од ова последново што го кажавте вие. Да, ние сме се уште значително традиционално општество и токму од тие причини често пати бракот се доживува како нешто што е равно на живот или смрт.
и партнерите живеат во дисфункционални бракови, не успеваат да најдат решение, а сепак остануваат заради тоа што, просто да кажам, немаат дозвола од своите семејства, од општеството, од религијата која што не го поддржува се уште разводот, и на тој начин ги усложнуваат работите и за себе и за децата, затоа што не е лесно да дете живее во ситуација во која што партнерите се постојано во воена состојба, постојано сте во конфликтна ситуација, се расправаат, па тука и насилството често кое што се случува. И од друга страна има една друга појава која што исто така не е за поздравување, а тоа се релативно млади брачни парови кои што на прва топка идат, знаете. Нешто има развод. Не може, знаете, месец, година дена во брак, година и пол во брак, заради ова, значи не работат на бракот кој што е жива материја и кој што стално треба да се на него работи и да човек просто биде присатен и да знае дека тоа не е нешто што е еднаш дадено за секогаш. Така да па и таа приказна ја имаме, да знаете, брзо одлучуваат да се разведат и не се ни обидуваат да ги надминат разликите и недоразбирањата. Пандемијата си донесе некои своји тешкотии. Донесе тешкотии заради тоа што, например, степенот на насилство, на семејното насилство, особено врз жените, насилството е во пораст и тоа сите алармираат, заради тоа што затвореноста, конзервираноста на семејствата, немањето на можност за никаква приватност, немањето на можност да малку со другите кругови социјални се таа тензија во односот растерети. Малку ќе излезете надвор, ќе поразговарате, па полесно се работите вршат, сега ја нема. Исто така родителите се нагрбија со огромен број на нови обврски. Они станаа наставници и учители за своите деца. И сега имате ситуација во која што родителот треба од дома да работи, истовремено треба да се грижи за домашното на своето дете и да обезбеди сите предуслови. Таа просто да кажам тензична ситуација и таа компресија во која што се наоѓаат секако може да придонесе за понатамошно усложување на партнерските и родителските при тоа односи. За среќа кај некои парови пак обратна ситуација, знаете. Ова време на поминување време заедно им создаде можност, особено креативните парови, особено парови кои што знаат и умеат да го испланираат своето време и да внесат нови елементи, успеваат да и тоа го слушаме и тоа радува, заради тоа што она што велат, она што нема да не, како викаат, убие, ќе не направи посилни, така и во оваа ситуација има парови кои што успеваат и надминале голем број на кризи со тоа што имаат сега повеќе време за себе и за својот однос и некако го направиле поквалитетен својот однос. Партнерите се разведуваат, но родителите остануваат заедно. Многу чувствително, токму и затоа решивме да го истражиме во денешново издание на Приказна. Децата имаат своја перцепција за разделбите на своите родители. Често се случува да се самообвинуваат дека тие се причината за новонастанатата ситуација. Токму поради тоа, неопходно е превентивно да се интервенира навреме, во смисла на укажување дека мама и тато имаат различни гледишта кон одредени нешта и дека тешко се сложуваат, поради што е потребно да живеат одвоено. Но децата, за тоа тие не се ни најмалку виновни. Децата мора да сватат дека и во иднина еднакво ќе добиваат љубов од двајцата родители, исто како кога би живееле заедно. И во случај на добар, па дури идеален развод, на децата им е потребно време да преболат. Потребна им е помош и поддршка. Децата можат подеднакво да бидат несреќни во семејства каде не се случил развод. Од разводот пак можат релативно брзо да оздрават и да продолжат со животот. Суштината е во родителството. Понекогаш луѓето дури и немаат идеја дека грешат како родители, па исто како и на децата. Потребна им е помош и поддршка. Исто така посетувањето на детски психолог за време на бракоразводната постапка е од голем бенефит за детето, затоа што секое дете сака да живее со двајцата родители истовремено и целиот тој процес за разбирање и помирување треба да го помине најдобро согласно своите години. За жал, некогаш родителите намерно прават сценарија и манипулираат, па дури и предизвикуваат родителско оттуѓување. Но најголем проблем при разводот и по него е лошата комуникација. Тоа е како страшен вртлок, од кој е тешко да се излезе, особено поради постојаните докажувања кој е во право и кој е подобар.
Во тие ситуации има две различни парцијални перцепции за едно исто случување, а децата се растргнати во конфликт на лојалност и рамнотежа меѓу родителите. Родителското отуѓување, како такво е наречено нели во поновите времења, постоело од секогаш. Тоа е еден вид на манипулација на едниот родител кој го отуѓува другиот, односно со зборување, со покажување на разни слики или на било кој начин како може да се мисли, со раскажување на разни приказни кои се однесуваат на заедничкиот живот или на карактеристиките на другиот родител. И во тоа може да му помагаат роднините, нели, оние што живеат со него, за да го оттуѓа детето од другиот родител, и обично тоа се случува при разводи или пред разводот или после разводот, односно кога родителите се делат да живеат различно. Значи едниот родител влијае на детето на еден манипулативен, агресивен, пасивно агресивен начин, да го оцрни ликот на другиот родител, да поднесе информации, можеби на пример за негови вистините, али нормално не апсолутно вистините, нели, што се однесуваат и на другиот, да детето почне емоционално и физички да се одделува од другиот родител. Децата при промените во статусот на брачната заедница, кога не се разговара на соодветен начин, се случува со тек на време да станат повлечени, анксиозни, агресивни, депресивни, раздразливи, да имаат ниска самодоверба. Некои деца го намалуваат училишниот успех и имаат промени во однесувањето. Дури и во случај на сосема коректен развод, не се безгрижни и своите емоции ги манифестираат на разни начини. Многу често, децата со возрастните започнуваат еден важен разговор. Што не кажуваат со збор, покажуваат со симптом. Можно е да се забележи невнимание, намалување на училишниот успех, недисциплина, нередовно носење домашни. Релациите со соучениците се менуваат, па некои деца се повлекуваат и осамуваат, а други стануваат агресивни. Се случува да не сакаат да одат во училиште, како да имаат обврска некого или нешто да чуваат. Не се исклучени ни манифестации на здравствени проблеми, како резултат на емоционалниот товар. Да му се објасни што се случува, нели, согласно на неговата возраст. Замисли, едно ако има 3 години, друго ако има 12 години детето. Значи, согласно неговата возраст, да му се објасни што се случува, да му се објасни неговата улога во сето тоа, дека он не е виновен или она, момче или девојче, дека не се виновни за тоа, дека тоа некогаш се случува, дека луѓето можат да решат да не живеат повеќе заедно, ама тоа не значи дека они престануваат да бидат родители. Затоа што кога луѓето се разведуваат, не може да се разведат од своите деца. Во насока на нивно заштитување, потребни се упорност, одговорност и труд од страна на двајцата родители. Децата имаат право на безгрижно детство. Не треба да се принудуваат да прават избор меѓу двајцата родители. И секако, треба да ја добијат поддршката и од мама и од тато. Кога станува збор за правата на децата, интересот на детето е секогаш на прво место. Има Македонија многу конвенции ратификувано кои што се применуваат, кај нас има многу закони и во сите, кога се работи за дете, ништо друго не е битно. Во процесот на прилагодување на новата ситуација, треба да се внимава да не се исполнуваат сите желби на детето, со цел да се влијае правилно на неговото развивање како личност. За максимално да се заштита децата од стрес, потребни се упорност и труд од страна на двајцата родители. Да не му се уништува детството, да се гледа што почесто со двајцата родители, да не се принудува да прави избор меѓу нив и поддршката што му е потребна да ја добива и од мама и од тато. Родителите се единствени и невозможно е да бидат заменети. Денес ќе ви откриеме една книга која многу убаво ги разоткрива сите оние нешта кои што ги споделивме во ова издание на Приказна. Родителите не се разведуваат е насловот на истата. Еве што за неа имаме во денешното издание на Приказна. Сдруженијето за заштита на правата на децата поврзани работи на подигнување на јавната свест со цел градење алијанси кои ќе го поддржат заедничкото функционално родителство при разводот во најдобар интерес на децата. Пред известно време тие го изготвија прирачникот Семејство, развод и родителство. Оваа сликовница или така наречен прирачник, ова е нешто што е создадено многу одамна, долго време стоеше како документ во мојот лаптоп. А како споредба најдобро е да ви кажам дека Виктор, кој не се вика Виктор, веќе е успешен млад студент.
Тоа е тоа. Детето со неговата семејна приказна беше поттик да се направи нешто вакво, за да го видиме разводот од перспектива на децата, со очите на децата и со срцето на децата. Прирачникот е едукативна книга со илустративни семејни слики. Се обидува отворено да споделува тајни кои допираат многу семејства соочени со развод. Во фокусот на оваа сликовница постојано се децата. Да, тајната е проблем. И додека тајната не се сподели, нема простор да се оттагува тагата доволно колку што може да се оттагува. И доволно брзо да се преболи сето ова, да се сакачи разводот на некоја закачалка со надминати предизвици во животот кои не прават посилни. Факт е дека како да премолчуваме, како сите да ги занемаруваме оние семејни приказни кои се случуваат зад нечии затворени семејни порти или зад нечии затворени, заклучени срца, а би било многу добро ако и луѓето на кои им се случуваат сето тоа го кажат и покажат, и затоа што мислам дека тоа ќе биде добро и за сите нас кои се чувствуваме понекогаш чувствуваме дека треба да направиме една дистанца затоа што е тоа некаква лична семејна приказна. Напротив, идејата и на оваа сликовница е да ги откриеме сите ресурси од околината кои навистина можат многу да им помогнат на децата и на семејствата. Кога зборуваме за децата, перспективата на родителите е една, а на децата е сосема друга, и исто така една од пораките во оваа сликовница е дека родителите треба разводот да го видат од перспективата на децата. Разводот е тежок за сите. Мора да разбереме дека и на тие луѓе кои минуваат низ развод им е многу тешко. Значи тоа е еден долг процес, има почеток и многу долго време минува до оној постразводен период. Тие луѓе се исправени пред сериозни собствени лични предизвици од донесувањето на одлуката и се понатаму, и треба да се грижат за децата на кои им е потребна една поинаква семејна структура, еден поинаков начин на функционирање. Тоа воопшто не е лесно. И тоа мора да го разбереме. Нашиот Виктор е пример дека и во идеален развод, какви што гледаме само на екраните, поточно почесто на екраните, а поретко во нашето секојдневие, значи дека и во тие такви приказни, кога родителите го даваат својот максимум во родителската дијада, на децата им е навистина тешко. Многу им е тешко, но секако и на целото семејство. Во една од приказните во оваа сликовница има една силна порака која вели: Има уште нешто проблематично во светот на возрастните. Разводите се ги чуваат закучени зад срцата и вратите. Не сваќаат дека откучувањето ќе значи споделување, а тоа е лек. Лек и за нив, и за нас. Споделувањето може да лечи. Скоро се сретнав со една мајка која ми кажа дека неговото дете кога ги читала одговорите дома многу плачало, што е исто така добро. Прво кој може да им помогне? Можат родителите. Клучот е кај родителите. Значи децата можат брзо да оздрават доколку родителите останат на вистина тато плюс мама за секогаш и доколку ја градат таа доверба во нивното родителство, такво родителство, што е многу важно за детската доверба во нив и за детската самодоверба. Без доверба тешко дека ќе дојдете до самодоверба во животот. И тоа е особено важно. Сите овие прашања може да се одговорат и на, можеби преку нормализирање, затоа што Виктор не е единствен. Има многу такви случаи и во неговата паралелка. Тука може да помогнат и училиштата. Сите ние ако на еден различен начин го гледаме разводот. Секое дете е и мама и тато, еднакво. Тоа не смееме да го заборавиме, ни за миг. Шегувањето. Никола и Виктор се шегуваат за множењето со два и всушност го гледаат разводот веќе од една различна перспектива. Ги гледаат преку шега придобивките на разводот, преку одморот со мама и со тато, дуплата торта и така натаму. Двете мала, во кое едното е од мама, едното е од тато. Меѓутоа мора да внимаваме со делењето со два. Секој дете е половина мама, половина тато од времето кога се сакале. Ако ја побарате поголемо делче од половина, вие го втурнувате вашето дете во конфликт на лојалност, што е многу штетно. Понатаму, делењето, семејното стебло, тоа е одговорот на последното прашање. Замислете ако го уништите, сакате да го преполовите тоа семејно стебло, на чии корени ќе расте тоа дете.
чии гранки ќе го заштитат, каде ќе се подпре, под која сенка ќе почина. Сите тие работи се многу важни ако родителите ги видат од перспектива на децата и се прашаат секогаш како е најдобро за детето. Не како мислам јас или како мисли тој. А разводот ги прави сите семејни приказни слични, иако се различни. Сите семејни приказни се различни и слични. Кога е разводот во прашање, секој има собствени сили, резилиенци со кои може да си помогне да се справи, значи правејќи нешто, но секогаш постојат и луѓе во нашата околина на кои можеме да се подпреме. Значи споделувајќи со некого, разговарајќи со некого. Прочитав еден загрижувачки податок дека децата имаат, само 10% од децата можат да разговараат со некого кога се случува развод во семејството. Па ајде да ги отклучиме срцата и портите и да разговараме. Децата зборуваат и со зборови, но и со однесување. Ако не ви кажат, децата ќе ви покажат. Па видете што ви покажуваат и тоа е разговор, кога тоа ќе го забележите. Мама и тато не се разведуваат. Ние возрастните знаеме за некое дете да речеме има разведени родители. Да научиме веќе еднаш. Родители не се разведуваат. Брак се разведува. Непаметни едни големи. Родителството е за секогаш. Разводот станува општествен феномен. Токму поради тоа мора да се искоренат стигмите и стереотипите кои се поврзани со разводот. Кај нас постои стигма дека разведените не се добри или се неуспешни луѓе. Ова секако не е точно. Стигмата како неодобрување на одредени појави е традиционална и се провлекува низ годините поради неадекватната терминологија, како дете од расторен дом, дете со разведени родители, сегмент што според експертите е невистина, бидејќи она што е важно е дека кога луѓето се разведуваат, не се разведува родителството, туку се разведува партнирството. Несомнен е фактот дека разводот на бракот како последица на неподносливиот заеднички живот и неможноста повеќе сопрузите да живеат заедно представува законски дозволена и во најголем број случаи општествено оправдана постапка. Разводот најчесто е лек со кој ќе се разрешат конкретни проблеми на една брачна заедница. За жал, во нашето општество се уште има стереотипи кои разведените жени ги карактеризираат како распуштеници, статус кој разведените жени ги опишува како лоши или неуспешни. Ние мора да разбереме дека жените не се роба со грешка, а токму тоа е ефектот кога за разведените се користи терминот распуштеница. Разведените жени имаат право на нормален живот како и секој од нас. Тие се личности и заслужуваат да бидат почитувани согласно нивните способности и карактеристики. Брачниот статус не смее да биде определба по која ќе ги диференцираме за нивната успешност. Разведените не се вирус од кој може да се заразите. Parenting is probably one of the most important things that we do in our lives, and being a successful parent is really hard. It's really hard. In a loving relationship with a family around you, it can still be quite difficult. So, and we believe at UNICEF that, and not just we believe, the science is showing us that these are the most important aspects of making us who we are as functioning human beings. We know that we are influenced a lot by our parents and how they raised us, the joy that we feel in the families, some of the sadness that we feel in families. So it's really important that children have positive family atmospheres in which to grow, to learn, to develop, and especially to experiment with who they are and try things out. When we have divorce in families, it's very difficult, of course. It's difficult for the parents because they are no longer getting on, and it's difficult for children. And children, the studies have also shown that children will blame themselves even if there's nothing to blame. And so it's really important that we do several things. That even though parents may not be getting on during divorce, that they keep their children out of the conflict. Both parents are allowed to show children that they are loved, they are nurtured, they are appreciated, that we continue to play with children and see them as an important part of our lives because they will pick up on that. Children have a right to a positive family atmosphere. And we say this about orphans, children without parents, but also children with separated parents. And it's very important that we stick to this. So these are the things that we think are very important. We do have to recognise
parenting is hard, even in a loving, successful relationship. We at UNICEF are giving support to the government and community groups on positive parenting. We're giving support to preschool teachers on how to encourage emotional learning and stability, and these are all things that we hope are affecting good childhood. Divorce is a very big sign of families in distress, and how we can help raise our children no matter what's happening in the relationship between mum and dad or in other kinds of family models. Разводот на брак како начин на престанок на полноважен брак за време на животот на брачните партнери е феномен кој доведе до драматични промени во семејниот живот во сите европски држави. Бројот на разведени бракови расте во цела Европа, така што стапката на разведени бракови на 1000 жители се зголемила од 0,8% во 1965 година на 1,9% во 2016-та. Во 2016-та во земјите на Европската Унија биле склучени 2,2 милиони бракови, а биле разведени 1 милион. Во Македонија во 2020 година имало рекорден број на разводи и падна бројот на склучени бракови за 33,3%, пренесе МИА повекувајќи се на податоци од Министерството за правда. Во изминатата година со мерки на предпазливост и рестрикции за заштита од COVID-19 имало 9200 бракови, што е за 4614 помалку од 2019 година. Низ изминатите 11 години во просек годишно се склучувале по 12650 бракови. Во 2020-та се развеле 2284 двојки, што е најголем број на разводи во последните 10 години. Разводот дефинитивно не е едноставна состојба од кој аспекти да се гледа. Верувам дека со она што го споделивме денес имаме добри поуки. Довидување до следната приказна.